Добро. Внимателно ја слушав дискусијава, сакав да видам кои се аргументите и неколку пати се наметна прашањето, веројатно беше реторичко, што владата во овие 2 години направила. Секогаш кога зборуваме за буџет, за сериозни теми, мора да знаеме дека мора прво добро да се припремиме. Зошто го зборувам тоа? Бидејќи не можеме ние политиката да ја сваќаме како реторички натпревар помеѓу нас. Тоа е една работа. Но има во оваа држава процедури, правила, систем кој што се имплементира. Ако сакате нешто реално да направите, ако целта е да бидете само маргинална политичка група која што секогаш ќе јава на бран на некое расположение, тогаш е во ред и тоа е легитимно. Не е исклучок ни во светот, ни во Европа, но има една суштинска разлика. Тоа што кога ние ќе излеземе од тука, имаме одговорност према некого. И затоа ние, ако сакате да се напреваруваме во реторика и во тоа што мислите дека треба, слободно можеме. Разликата е што кога јас кога излезам првиот момент од онаа врата, мене ме чекаат луѓе кои што имаат очекување. Како и сите нас од влада. Сега, што оваа влада во овој момент има направено? Затоа ви велам, многу внимателно треба да ги гледате работите. Прво, да знаете дека буџетот има 521 страна. Прво тука да почнеме, па понатака ќе идеме во другите бројки. Има една ставка во буџетот. Прашајте, веројатно имате во партија некој кој што разбира или кој што анализира буџет, вика живеалиште и развојна заедница растат за 1 милијарда и 100 милиони денари. Значи растат. Постои ставка и расте за 1 милијарда и 100 милиони. Да почнеме од тука. Втора работа, ако пред некое време сме имале дискусија во Собраниево дека ние загрозуваме нечие уставно право на собственост, кога беше законот за минерални суровини, дека едноставно ќе сме вршеле експроприација без да бидат завршени судските постапки. Значи го штитиме уставното начело на собственост. Тогаш не можеме кога е политички опортуно да го штитиме уставното начело на собственост, а сега да викаме владата што ќе направи за да се намали цената на становите. Во овој момент ние во градот Скопје, во државата имаме неколку проблеми. Од тој аспект. Прво, најголем дел од стамбените единици, дури и оние кои што сега се градат, не се купуваат од физички лица. Се купуваат од фондови од странство. И сега вие викате ограничете ги, предпоставувам сметате дека треба да забраниме да ги купуваат фондови од странство. Тоа ви е идејата. Па доаѓаме до уставна категорија собственост. Ама сега не може да бидеме ние да лавираме во апстрактни термини кога на нас ни одговара тоа. А ако еднаш застануваме на уставната категорија собственост, тогаш треба да ги почитуваме во сите можни аспекти уставната категорија собственост. Сега, заради тоа што овие фондови ги купуваат стамбените единици, понудата е све помала, бидејќи сега каде сакате прашајте ги вашите советници по советите, како е возможно уште дупка ископана само одобрение дадено, ако има, например, 10 стамбени единици, 8 стамбени единици се продадени на фондовите. Значи, тоа факт. Сега, кога е помала понудата, тогаш значи дека цената на стамбените единици ќе расте. Тоа е проста пазарна логика. Сега, како тоа да му се спротиставите? Вие сметате дека треба да јавите на бранот на расположението на граѓаните, мислите дека тоа ви е политичко опортуно и за жал, стварно за жал, некаде ви поминува. И ако ги видите вие, повторно ви кажам, морате за тоа што ќе зборувате, барем да сте го прочитале. Во буџетот, помеѓу првата и 50-та страна, имате економски показатели. И таму вака вика, градежништво расте за 8%, ниско градба за 24%, висока градба за 30% е намален. Значи не се градат згради. И тие кои што се градат на некаков начин што ќе добијат одобрение, ги купуваат фондови од странство. Ако вие ги ограничите фондовите од странство, вие сте заговорни, не давав јас изјава пред Уставен суд вчера. Вие цело време Уставен суд. Секогаш кога нешто не ви одговара, Уставен суд во ред и било кој да е, ќе поднесе иницијатива пред Уставен суд, сопственоста е уставна категорија. И тој закон ќе биде неуставен. Ама ние не играме на ниски страсти. Ние сакаме тоа што ќе кажеме да биде реално. Зашто јас сум тука да решам проблем. Не сум ја тука да излезам да кажам тоа што ќе ми текне, толку е, ајде, изјава на расположение и крај. Значи, ако решаваме проблем, да го решаваме. Сега постојат два моменти како овој проблем да се реши, зашто да се согласуваме дека цената на становите е висока и за домувањето навистина е проблем. Првиот начин на кој што ова може да се создаде и за кој што ќе го направиме. Отворено ви кажам. Значи нема тука кај нас абстрахизми, систем, држава, социјална. Има проблем или нема проблем? Има проблем. Ние ќе го решиме.
Ние ќе го решиме проблемот. Ние ќе го решиме. На вас ќе ви остана реториката, нас ќе ни остават решенијата на проблемите. Ви кажа човекот, во оваа држава, овие 35 години, такви станови се граделе само кога ние сме ја владеле оваа држава и тоа ќе продолжи. Како да го решиме овој проблем? Морате, ако сега вие следите економија од Кина, од Северна Кореја, во ред тогаш не можеме да се разбереме, ама светов е 21 век. Не, во Австрија не е точно тоа што го кажавте. Сега, ама нема да зборуваме за идеологија, ќе зборуваме директно за проблемот. Сега, веројатно знаете, бевте советник дека се носи генерален урбанистички план. Дека треба да доцниме, ама ќе го носиме. Нашата идеја е да го развиваме градот, конкретно ако зборуваме за Скопје, мада и за другите градови важи, кон периферијата, да го развлечеме, зашто тоа е модерен европски концепт. Сега, ако ние му дадеме на градот, на државата концепт да се развива кон периферија, тогаш треба да го ослободиме пазарот, да понудиме доволна понуда за да може цените да паднат. Ја ви ја разбирам вас идејата. И всушност ПУИК предпријатието е формирано ради тоа. Да, дел за социјални станови, за општествени категории како војници и полицајци, но дел заради да биде како конкурентен на цениве на слободниот пазар, но не може да постигне, факт. Едноставно, толкав е буџетот, не може, колку сакате градите, сепак приватниот бизнис ќе биде подобар. Ако го гледате и градоначалникот на Њујорк сега во моментот што прави, идеолошки е поблизок до вас, и таму на крајот, не знам колку месеци е 6 или 7, приватниот конструктор подобро испорачува услуги од државниот. Факт. Зошто 30 години му треба да го разбере, нека го види, нека види доктрината на Руди Џулијани. Факт е тоа така и не можете вие да го стигнете. Сега, или ќе дадете понуда, за да може да се градат и тие да испорачаат, за да падне цената на становите, и има еден друг начин каде што вие имате директна надлежност. Ние направивме еден проект, требаше да почне со изградба 2016-17 година, сите општини спремија парцелизирани места, требаше само државата во рок од 3 години да изгради 100%, па 75%, па 50% од комуналната мрежа, за да може општините да отуѓуваат плацови. Дојде СДСМ, одлучи дека тоа не е приоритет. Еве, ние сега повторно го припремаме тој објект, секоја општина има издвоено огромна парцела на државно земјиште. Секоја општина зависно со нејзините потреби, јас сметам дека е најдобро да биде парцела од 300 до 400 квадратни метри, државата директно да ја изгради комуналната мрежа, зборувам тука за струја, вода и асфалт, да бидат парцелизирани и секоја парцела да иде на продажба. Продажба со наддавање. Нека биде почетната цена согласно нашиот закон од 1 евро и нека се надпреваруваат за да градат луѓе во куќи. Сега има уште еден дополнителен проект кој што сега го размислуваме, за да не биде разнолико тоа и да чини една пристојна цена која што ќе е поевтина од цената на станот, да има 3 или 4 типски објекти кои што ќе може да ги аплицираат. Со тоа што значи? Ако тебе одредена општина, конкретно сега ќе земам мојата општина, спремна е веќе документацијата, кај да ја мислам дека ќе се усвои, имаме избрано име што е прилично символично за тој дел, од прилика 400-500 плацови ќе бидат. И тие ќе бидат помеѓу 300 и 400 квадратни метри. Цената почнува од 1 евро, кој како си се пријави анонимно ќе може да си надава на електронски систем да си го купи плацот. Потоа ќе се понудат 3 или 4 модели на куќи кои што ќе ги финансира или државата или изградбата, кои што по цена на чинење со било кој градежен конструктор, клучна рака ќе кошта некоја цена која што ќе биде 20 или 30% поевтина од станот. Тоа можеме ние да го направиме. И ова е модел кој што може да се направи. Друг модел не постои, за жал. За жал не постои. Да, точно е, има проблем, да, точно е, младиве луѓе не може да купат стан, високи се цените, ние не го кажуваме тоа дека не е така, но веќе кажав 3 работи за кои што се судирам. Значи, вие морате, ни мене некојаш не ми се допаѓаат законите, ни мене некојаш не ми се допаѓаат толкувањата на одредени судови, но не ги коментирам. Начелото на собственост е тоа и едноставно тие одлучиле, легитимно е, од Скандинавија конкретно се наоѓаат, од Данска еден фонд, доаѓа таму, вие давате средства за да ви ги оплодат, ви ги купуваат стамбените единици во Македонија, Бугарија, Естонија, Чешка, било каде, за да вие кога сакате да ги повлечете средствата, ви ги исплати фондот. Тие се проблемите кои што во моментов се присутни. Така да затоа реков, потребно е сериозна анализа, потребно е многу знаење, потребна е сериозна стратегија и секако на крајот е потребно повеќе време за да можете овие работи да ги пласирате и да ги подгурнете. Сме имале модели пред 20 на години на ваков начин да се обиде да се реши овој проблем, но сме се соочиле со предизвици на теренот од два аспекта. Имаше едно парцелизирање на езерото Козја, конкретно во Македонски Брод, и уште едно парцелизирање во општина Илинден, популарно наречено населбата Јак.
одлично напредува и напредуваше на селбата Јака, 300 квадратни метри беа плацовите, 3 типски објекти се нудеа на граѓаните, но без комунална мрежа. Не им го решава проблемот на луѓето. Затоа ќе треба подолго време, средствата се надевам дека ќе почнат да бидат обезбедувани од овогодишните буџети кај општините за да ја завршат документацијата од аспект на посебен урбанистички план и така натака, а понатака останува на државата да ги потпре со комунали и сметам дека ова е добар начин да се надмине овој проблем. Благодарам.